Година на ватрениот конј, па да видиме што ни носи во љубовта оваа година на ватрениот конј. Јас ќе поставам 2 карти, вие ќе си одбирете по внатрешна интуитивна енергија и да започнеме со исчитување на овие колективни, групни исчитувања од тарот картите. Ајде да видиме што ни носи. Ова ќе биде првата група во љубовта, а ова ќе биде втората група. Година на црвениот конј, што ни носи во љубовта, година на ватрениот црвен конј, кој што е веќе отпочната енергијата на оваа година. Се гледаме во групното исчитување од тарот картите. Поздрав! Добре дојдовте прва моја група, за вас што ви носи ватрениот конј оваа година во љубовта, каква промена ќе се одвие во вашата енергија. Ова е енергија на осаменост, вие сте сама енергетска вредност, која што сте долго време сама. Енергија каде што првата група која што ја избравте сте осамени, долго време сами, енергија да сте во да сте си земале енергија на повеќе простор за вас, за да разгледате ваша енергетска вредност, вие сте во слободен дух, енергија каде што и овој осамен волк ве окарактеризира дека нешто ќе се смени во вашата енергетска вредност. Ајде да видиме што ќе се смени во вашата енергетска вредност, во вашата љубовна енергија, да спознаеме и дознаеме дали некоја енергија доаѓа до вас. Courage, енергија на грижа, енергија на храброст, енергија на акција, каде што ќе треба и да покажете грижливост. Значи, вашата емпатичност ќе се зголеми во тоа што можеби ќе запознаете некоја личност која што ќе треба да направите акција према таа личност, или пак енергија да покажете храброст, да покажете енергетска вредност која што ќе треба да се одвива во енергија на ваша вера кон универзумот, дека ќе запознаете персона која што ќе биде во енергетска вредност да направите акција, ќе биде оваа персона која што ќе покаже грижа кон вас, но и ќе треба вие да се ослободите од некоја енергетска вредност која што ќе биде да не бидете повеќе сами, да не си давате повеќе простор, да бидете во енергија на добивање енергетска вредност, каде што и ќе биде во енергија да оваа персона која што ви доаѓа на ваш пат, или пак да овој ватрен конј ќе биде во енергија да запознаете персона која што исто така била во иста ваша енергетска вредност, да бидете во своја асертивност, да бидете во ваша изградувачка енергија, да оваа персона ви донесе момент на парадигма, каде што и ќе бидете доследни, да бидете емпатични, но и да знаете дека тоа што ќе се смени во вашата љубовна енергија е да запознаете персона спроти вас која што била на исто таква резина као што и вас, као што и вие сте биле во иста таква резина во претходниот период, да знаете дека оваа персона ќе биде емпатична, но и ќе има делови на нарцистичко понашање кое што ќе ви буди енергија на парадигма, но ќе бидете доследни да запознаете персона која ќе има харизма, ќе биде во енергија да бидете во една енергетска вредност каде што и
вашата енергија ќе се покрене на повисоко ниво. Ќе имате среќа, драга моја прва група, во љубовта, каде што и ќе бидете доследни сами на себе. Нема повеќе да бидете сами, затоа што ќе треба да се грижите за некого или пак да покажете емоционалност, емпатичност кон другите персони, да не бидете осамен енергетски волк, како што и овие карти ви порачуваат, да знаете и спознаете дека ќе бидете во душевна конекција со персона, тоа што ќе го промени вашиот љубовен енергетски дел во ова енергетска вредност, да знаете и спознаете дека ќе бидете во енергетски дел каде што и ќе бидете во една конективна енергија, каде што и ќе можете да бидете во две персони кои што ќе бидат инволвирани во нешто што им создава момент на охрабрување, енергија на челендж, момент на изазов, каде што и вие две персони ќе ја промените енергијата околу вас. Ајде да видиме и тарот картите што ќе ви порачаат. 7 купови, токму така, енергија на избори, ќе имате избори, ќе морате да го промените вашиот рационален дел, каде што и вашето размислување ќе се промени по овие избори, ќе одберете можност за промена, но и промена на ваша енергетска вредност. Токму овие карти ја карактеризира ова љубовна енергија за вас, каде што и доаѓате до можност да запознаете персона која што е стабилна, енергија на ратоборна персона, ова е ватрена енергија, цар е енергија на момент на емпатичност, но и момент на нарцистичко однесување, но ова е во его енергија. Така да, драги мои, од првата моја група, вашата промена или пак тоа што ви доаѓа во љубовта, во овој ватрен конј, е да запознаете персона која што ќе биде во енергија на цар, стабилна персона, грижлива персона, може би за некој од вас ќе биде во енергија да оваа персона е долго време осамена, но е да е во енергија на разведена, повеќе не во брачни води, персона која што комплетно ќе ви се промени енергијата со оваа персона. Да знаете дека повеќе нема да бидете сами. Вие две енергии ќе бидете во енергија на донесување битни и важни одлуки, ќе имате избори, ќе имате момент на изазови, каде што и вашата приказна ќе започне во една нежна енергија, промена, каде што и ќе треба да воспоставите ваша врска на моментална состојба, а тоа е храброст и грижа околу вашата емотивност. Енергија да некоја персона во прошлоста ја оставате, ви се извинува, енергија да дефинитивно ви се извинува оваа персона. Така да знаете дека бројот 8 ќе биде назначен во енергија за вас. Ова е бесконечна енергетска вредност, каде што и ќе дојдете во спознавање и дознавање дека оваа персона која што е во енергија да биде во на напуштање на вашата енергетска вредност, затоа и сте биле во осамена енергија, ќе биде во напуштање, затоа што вие така сте му посочиле или пак сте и посочиле на оваа енергија. Енергија каде што и сте биле во совршенство. Енергија да
се пронајдете сами себе, да пронајдете оваа персона, да оваа персона која што ви доаѓа за некој од вас во вашата енергетска вредност, промената која што ќе се одвие на овој пат, во овој црвен конј, во вашата љубов, и да оваа персона ја познавате веќе, да ве повредила, сте биле во самен енергија, не сте имале комуникација, но ќе се случи една огромна промена која што е веќе на пат да се случи во вашата љубовна енергија. Драги мои, од првата група ќе се пронајдете сами себе, ќе ја пронајдете вашата вистинска енергија, вашата љубовна конекција, каде што и оваа персона за некој од вас, доколку била во не ваша енергетска вредност, не сте комуницирале, знаете дека е во енергија на кајање и на извинување. Се гледаме во другата моја група. Поздрав! И добре дојдете друга моја група, или пак втора моја карта. Јас се надевам дека ќе бидете во енергија на црвениот или пак огнениот конј, ватрениот конј, кој што ќе ви донесе промена во вашата љубовна енергија. Да видиме што ви носи овој конј, кој што ја избравте оваа карта. Ова е карта на раст, енергија во растечка енергетска форма, каде што и ќе бидете во енергија да бидете отворени, да запознаете нова персона која што ќе влезе во вашиот живот, но и која што ќе порасне во вашата енергија, вашата љубовна конекција ќе порасне на можен брз начин. За други пак од вас ќе биде во енергија да со оваа персона имате веќе фамилиарни вредности, каде што и ќе се фокусирате на фамилиарни вредности, енергија каде што сега сте фокусирани на некоја фамилиарна вредност, каде што и ќе размислувате зрело, ќе носите плодоносна енергија, но и ќе имате циклични енергетски вредности во вашиот љубовен однос. Ајде да видиме што сакаат другите карти да ви порачат, да видиме што се вашите промени. Друга моја карта, за сите вас што ја одбравте оваа карта, енергија да ја разбудите вашата светлина. Енергија каде што и ќе треба да разбудите ваша светлина комплетно, да се пробудите, да бидете во енергија на чистота, на потенцијал, каде што и вашата врска ќе биде во еден потенцијален енергетски дел, да спазите и дознаете, да запазите и дознаете оваа персона која што е веќе во вашата енергетска вредност, да бидете во будење, да вашата внатрешна светлина осветлува и пронајде пат до можна промена, да не се вртите во круг, затоа што овие циклични промени кои што ви ги носи ватрениот конј ќе биде во енергија да вашата зрелост и вашата енергетска вредност да добие на ваша моментална фокусирана енергија, да вашата фамилиарна вредност која што се крие во вас сами, да ја извадите од вас, да бидете во енергија на фокусираност, каде што и со вашата персона која што е веќе во вашиот живот, за некој од вас ќе биде да е ова нова персона која што ќе биде веќе фамилиарна вредност, да биде пожртвувана, да сака да расте во една фамилиарна вредност, да вашата врска прирасне на многу повисоко ниво, да бидете храбри, да донесувате битни и важни одлуки во вашиот живот, да со оваа персона изградите една ваша вредност, да бидете во енергија на непоспаност, да се пробудите вашата светлина, да извадите од вас сами и да застанете и кажете колку ќе треба да пораснете во ваша фамилиарна вредност, да вашата врска допре до фамилиарна вредност во заеднички живот, да прирасне во заеднички живот. Енергија да
Оваа карта ви порачува дека повеќе нема да има дожд за вас, енергија каде што и ќе пробудите страст во некоја персона, да знаете дека вашата енергија ќе сјае, ќе биде во енергетска вредност, да оваа персона која што ќе биде нова за некој од вас, ќе биде во енергија дека ќе биде просветлена персона, ќе биде достојна, ќе биде во енергија на да се постави како родителска фигура, да сака да гради иднина со вас, да бидете во ваша можна енергетска вредност, да ве сака да бидете во една растечка енергија. Оваа персона е ваша сродна душа, да знаете дека доколку сте во брак, вашиот брак ќе се искачи на едно многу повисоко ниво. За други пак од вас кои што сте во енергија да бидете во запознавање, веќе ќе бидете во енергија да запознаете вашата сродна душа, каде што вашите енергии, вашите светлосни енергии ќе бидат во енергија на перфекционизам, да знаете дека оваа енергија ќе бидете во душевен контракт, каде што и ќе бидете во енергија да подпишете душевен контракт, која што ќе биде во енергија да ја спознаете и дознаете оваа персона која што ќе гради иднина со вас. За други пак од вас ќе биде да вашата врска кој што сте во енергија врска се искачи на многу повисоко ниво и токму овие карти вие најавуваат промената во вашиот однос, да спознаете и дознаете доколку сте биле во енергија на застој, на енергија на непробуденост, токму сега во овој ватрен конј енергија каде што ќе биде во будење на вашата светлост, на вашето разбирање, енергија каде што и ќе осветлувате, но и ќе спознаете и дознаете дека оваа персона е ваша сродна душа. Хајде да видиме што ви порачува оваа персона. Телесно задоволство, бројот 15, ќе биде во енергија да биде во значење, обрнете внимание на 15, ти си толку You are so very special. Вие сте толку специјална персона за оваа особа, за оваа персона, број 21 е во значење. Енергија каде што оваа ваша сродна душа ви вели дека сега не е време за нешто што треба да биде во искачување, енергија да треба да добиете будење на вашата светлост, каде што и ќе треба да ги промените енергиите. Ова е за нареден период, каде што некој ќе побара совет од некого, можеби ќе биде од службено лице, а можеби и ќе биде во енергија да дознаете и спознаете за сами вас, можеби ќе биде совет од вашата персона која што е во оваа енергија, а можеби ќе се советувате со некоја мудра персона која што е веќе во ваша енергетска вредност за оваа персона. Што понатаму енергија, прегрнете го вашето енергетско битие, да знаете и спознаете дека вашата вера во оваа приказна и во овој куфер што го имате како енергија да се пробудите, вашата љубовна енергија се пробуди со овој партнер, ќе биде во енергија да ја пригрлите вашата енергетска вредност која што ја имате во вашиот куфер, а тоа е вербата, да верувате на оваа персона, се што ќе ви изговори, затоа што оваа персона е вашата сродна душа. Дали се работи во енергија на брачен партнер, љубовен партнер или пак партнер кој што ќе дојде во енергија на промена. Енергија да ја покренете вашата љубовна свесност, вашата светлост, каде што и ќе има будење во емоции. Ајде да видиме и тарот картите што ќе ви порачаат. Енергија 7 пентакли, ова е стабилна енергетска вредност, оваа персона е стабилна, материјална.
Овдека нема материја на љубов во овие пентакли, ова е материја на материјално. Во ова денешно исчитување, ајде да видиме и што друго. 7 купови ќе ви даде начин да изберете како да ја поткренете вашата енергија и ајде да видиме што друго. Витезот на штаповите. Страста ќе биде и ќе пламти во ваша енергија, драги мои, од другата карта или другата група. Да знаете и спознаете дека ќе ви се укаже можност на стабилна персона која што работи и преработува енергии, да ствара негде каде се внесе, да се вложи во вашата енергија на љубовна поврзаност, да знаете дека оваа персона оформува една вредност која што вели 7 пентакли, а тоа е стабилна енергетска вредност, каде што и ќе се вложи во вашата врска, ќе имате избори како тоа да го направите, но и ќе имате и страсти кои што ќе ве поврзуваат во даден конечен момент. Сега